Почитувани гледачи, почитувани земјоделски производители, добро дојдовте во новото издание на Агроспектар. Вашата емисија, што редовно ја подготвуваме со задоволство да ви информираме и едуцираме. Така ќе биде и вечерва во ова издание на емисијата. Ке почнам со она што е најважниот дел, а тоа е бербата на грозјето во овој период од годината, кога лозарите се преокупирани со собирање на родот што го добија од виновата лоза. И оваа година тие се во агонија, неизвестност за откупот, не знаат каде да го дадат родот, меѓутоа и цената која што им се плаќа е ниска и не ги покрива производните трошоци. Тие се жалат и велат дека до година веќе ќе подразмислат дали ќе се вратат во лозовите насади или истите ќе ги напуштат, токму поради проблемите со кои што се соочуваат. Непознат пласман, непознат купувач, цени кои што се девалвирачки во однос на работата и вложеното. Како и да е, картошијата, иако досега требаше да биде прибрана, обрана и предадена во винските капацитети, тоа не е случај. Многу лозари лутаат од откупен пункт на откупен пункт, меѓутоа нивното грозје не се купува. Дополнително за нив проблем е тоа што визбите кинат или им одземаат по 8% од цената на грозјето по килограм, со изговор дека парите се исплаќаат веднаш. Тоа го дозволува законот во можноста доколку сакаат да ги добијат парите веднаш, затоа визбите да задржат 8% од сумата. Како и да е, и овој гроздобер не е ништо поразличен од изминативе 30 на години, кога во Република Македонија доаѓа гроздобер, тогаш доаѓаат и маките за лозаропроизводителите. Како ќе заврши овој гроздобер, со оглед на тоа дека вчера добивме ветување од министерот Трипуновски, дека до последно зрно винското грозје ќе биде откупено од лозаропроизводителите. Дали тоа ќе се случи или голем род ќе остане во домашните преработувачки капацитети на лозарите или ќе остане на нивите, ќе покаже времето. Со нас е професор доктор Ристо Вучков. Професоре, добро ни дојдовте. Добро ве најдов вас и редовните гледачи на КТВ телевизија. Се осврнавме на она што е актуелно во тиквешијата во Република Македонија, тоа е гроздоберот, бербата на грозјето, агонија за лозарите наместо празник, со оглед на тоа дека 30 години и повеќе се повторуваат истите работи, копи-пейст на се она што било пред 3 децении, актуелно и сега. Ниска откупна цена, непокриени производни трошоци, маката на лозарите воопшто не е вкалкулирана во сето тоа, аргатите, заштитните средства, наводнувањето и така натаму воопшто не идат во предвид. Ке се осврнеме и на времето, бидејќи тоа значаен фактор. Ке има ли можност лозарите да го приберат родот, доколку има кој да го купи? Навистина, она што го рековте пред тоа е живиот импулс од теренот, по однос на тоа 30 годишно омаловажување на земјоделскиот производител, во случајот лозарот. И јас навистина, бидејќи сум во своја возраст, ги поминав сите тие патешествија, каде што работникот, творецот на храна имаше своја вредност, а имаше и луѓе кои знаеа да цена да почитуваат вредноста. Тоа беше факт кој радува, за разлика од сега, каде што предизборно се обеќа зрно грозје нема да остане. Чекајте, по која цена? Со кој вложен труд на таа земјоделска фамилија, лозарска фамилија, вие го оценувате. Секоја година е исто, значи кога ќе се притиснат лозарите до зид, се молат да им биде купено грозјето, да. Не ни прашуваат по која цена. Да. Сега, што е тука целата таа бедна работа? По однос на инкорпорацијата на политиката во самото стопанство, сега ние ќе ви го откупиме грозјето, ќе добиете по 2 денари плюс. Ќе ви откупиме перката во Струмичко, ќе добиете по денари и пол плюс. Ќе го откупите орузот во Кочани, ќе оди во стокови резерви или ќе бидете плюс 5 денари. Тоа е инкорпорацијата и тоа е политичко манипулирање. Има ли логика на ваков начин да се продолжи со производство со оглед дека 3 децении не се поправаат работи? Логиката е изгубена и се помал број на производители
веќе сами велат, професоре, до тука е. Такво бедно омаловажување на мојата фамилија, што цела година почне од резидбата до бербата, па судни маки има. Од пиперката, од фрлање на семката до берба на пиперката, па судни маки има. Оризот, под кои услови се добива? Судни маки. И на крајот, трговецот, врзан со политикантите, манипуланти фактички, да го одземаат производството од тој човек што ја ствара храната. Наместо мотивација да неговите деца гледаат дека неговите родители веќе имат крајно задоволство и да каже јас ќе си останам кај татко ми во огништето, имам 40 декари ниви, јас ќе одгледувам грозје, јас ќе одгледувам ориз, јас ќе одгледувам пипирка. Наместо тоа, ние сега имаме, еве тоа што велите, во Струмица дојдоа сега пиперката 22 денари, пиперката 30 денари, значи, оние што ќе дадат некој поттик дека ќе гласаат за негде, тие добиват 40 денари, а лани, минатата година беше 60 денари пиперката. И тука се створи еден целосен колапс по однос на тоа откуп на производите и цената на вложениот труд на земјоделецот. Тој веќе не може да го трпи тоа. Инаку по однос на времето, тоа е извонредно време и годината каква таква, иако беше со сушни периоди, со се. Јас ќе ја декларирам како лозарска година. Многу од производителите велат се вред, тешкотиите поминаа, успеавме колку успеавме, барем да се вреднува тоа што е добиено во тешка производна година. Да, во тешка производна година. И сега 7,5 милиони килограми биде набран. 78. 8 ли? 78 милиони килограми. Така. 78. Сега, ние ќе имаме над 100. Бидејќи има уште многу забрање. И временските устови мора да кажеме дека се идеални за да се прибере целата таа вегетација од, мислим, сет принос од грозјето. А за разлика од тоа, битолско веќе ми се јавуваат, бидејќи имавме специфична сушна година, есенската сеидба, веќе септември сме, треба припремни работи, вика, ако немаме дош, не може Нема да има сеидба. И пак имаме каснење на есенската сеидба. Бидејќи се уште картошијата е на лозовите насади, може ли да издржи таа неколку дена додека траат тактиките на откупувачите? Овака, може да издржи исклучиво ако таа е била под превентивна заштита, има јак епидермален слој на самата картошија, самото зрно, самата кора, може да издржи, но и тоа е со време ограничено, бидејќи имаме оптимални температури и да сега само се најдат снаги да на производителот му дадат елан, за да каже... А зашто не се купува картошијата? Или црвеното грозје? Тоа е тактизирање на винарските визби. Белите сорти сите се откупени, црните не се. Значи ли дека повеќе се консумираат белите вина на сметка на црните? Не е црните? до консумацијата. Тука е тактика на винарските визби. Да се обезвредни и да се купи што поевтино. Од кои они најмногу печалат. И тука мислам на сето тоа, без јасна, трајна стратегија од самиот Свети Трифун, производителот да знае за колку денари ќе продава кило грозје, верувајте, наредните години лозарите се веќе толку разочарани, што велат, јас нема повеќе да го правам тоа. Каде ќе оди тако винарството во Македонија, значи многу. И подем. Наместо инспирации се чека момент како да биде сожален, еве, владата ќе ти даде 2 денари. А тие 2 денари, знаеш, чие се? Тоа се денари од буџетот од народот. Он не треба да даде. Тој треба да има функционални институции, реално да го оценат трудот на лозарот, што вложил, што треба да добие и колку треба да добие трговецот. Тука трговецот добива 2 пати повеќе, чак и за политикантите,
отколку што добива производителот кој со голи раци успева да дојде до килограм грозија, пиперка или ориз и така натаму. Што вели долгорочната прогноза? Може ли да очекуваме дождови, врнежи кои што ќе ја надокнадат недостигот на влага? Да. Долгорочната прогноза збори дека влеговме веќе во втора половина на септември. И тоа што го имаме сега, тоа е права среќа за лозарите. Бидејќи не беше добро заштитувана лозата, имаше сушни периоди, не се прскаше, за 2 дена ботрицот може се да однесе. Но, сега има, бидејќи сме септември во втората половина, имаме 3-3,5 сата пократок ден. Со оптимални температури и таквото нешто е најподобно за прибирање на лозата, да им се откупи на луѓето и да има добар импулс за наредната година. Елам, инаку по однос на сушата која беше катастрофална оваа година, хидролошката состојба е уште во лоша состојба, катастрофална. И сега, дождот, водата фактички е во голем недостаток. Сега, во Битола, веќе размислуваат и веќе почнува припремниот дел за есенската сејба. А есенската сејба секоја година знае да закасне и покасно да немаме добар хабитус на никнење, па дојдат ниски температури и така натаму. Сега е неминовно, таа недела, така е предвидена дека ќе биде добра, да се оберат лозјата, да дојде убав дожд, што има најава веќе на пореметување, веќе следната недела, има најава дека ќе имаме некакво пореметување на времето. А и логички е, бидејќи септември, октомври, тие есенски дождови ние ги чекаме многу одавна и традиционално доаѓаа. Али имаме пореметено тектонско пореметување на времето. Ние знаеме што имавме оваа година, 2-3 месеца ние капка дожд немавме тука или имаше некои локални врнежи и така натаму. Значи со еден збор долгорочната прогноза не е оптимистичка, туку е исполнета со неизвестност. Дождот најмалку 40, 60 па до 100 литри сега е неминовно житницата Штипева и во Битола и во Свети Николе да добијат прво да се воспостави нормален полски воден капацитет. Таму е водата во големи недостатоци, бидејќи немавме врнежи. И водата е многу длабоко потпочвена и голем дел од пумпи секнаа во Струмичко до 80% од најплодните села Бориево, Муртино, Моноспитово, секнаа 70% овие артериските бунари. Водата ја нема буквално. Сега ни е потребно многу големи количини да се воспостави нормалниот полски воден капацитет. Тивок дожд кој што ќе трае по неколку дена. Тивок дожд за да бидејќи поројните дождови немаат никаков ефект освен штети. Професоре, животната средина е многу важна, загадувањето исто така е многу важно, во кои рамки се движи за да производителите на храна добијат здрава храна, безбедна за консумација. Меѓутоа, она што се случува во Македонија овие денови е загрижувачко со оглед на тоа дека се случуваат пожари, дали подметнати, неподметнати, не завлегуваме во тоа, меѓутоа фактичката состојба говори дека загадување има. Иако па оние податоци кои што доаѓаат од институциите велат дека тоа е непосредно во местото каде што бил пожарот, не и пошироко, иако густи облаци чад се издига насекаде, тој чад ќе падне на земјата и така натаму, меѓутоа што носи во него, допрва ќе се види. Исто така, во каква состојба е агроеколошкиот момент во државата? Добро прашање, на кое имаме ли безбедни почви за безбедна храна? Имам за тоа многу навистина. Јас еден ден рачунав, вие како искусен уредник на ова наше долгогодишно соработување, имаме една специјална емисија за она тајна еколошка стратегија и трагедија за народот што живее. А тоа е безобзирната примена на ѓубривата, кои секоја година лозарите фрлат ѓубре, ја токсифицираат почвата.
Секоја година лозарите прскат по 7 до 8 пати. Сето тоа се трансформира преку плод, со приносот. Тоа е невидливо убиство за секоја личност. Бидејќи резидуите од прва група отрови се навистина трагични. Но, да се тоа ќе го потом ние во една од емисиите Ќе го јас ќе го елаборирам подобро. Сега, факт е, јас тоа што го гледам, не би еве да ми кажат, еве ти една зграда, живеј во Скопје. Цела зграда тоа. Јас ден нема да живеам. Тоа што го доживеваат сега во Скопје, тоа е трагедија на нашето време. Што е, дали е подметнато, надметнато, оние дризла, оние сите Вардариште, да, отпад за електронски отпад. Сето тоа сега докажува и покажува дека таму се соберени партиски војници или луѓе од личен интерес и дека тоа буниште што прави целосна нечистоќа или уништување на организмот на младите деца, тоа е дело не од сега, од осамостојувањето, пред осамостојувањето. Во бивша Југославија имаше критериуми под кои ти не можеш да отвориш такви објекти. Депони или депони. складирање. Ние имаме, не знам колку илјади тони, некни на телевизија рекоа, увозен отпад го работа тука се загадува и некој производ, нус производи излегували и оделе во странство. Тоа е трагедија на нашето време. Тоа загадување од депониите, тоа не е само Скопје, Битола, Прилеп, Струмица, ние имаме кај Турија едно голем таков објект кај што се носи ѓубрето и цела Струмица е целосно сабајле, бидејќи сум таму на едно видно место убаво, гледам го слојот што ги трови луѓето. И сега, за мене тие еколошки организации, Министерство за Животна средина, бидејќи јас бев 10 години во председателството на движењето на екологистите на Македонија. Секој еколошко друштво поднесуваше извештај до ДЕМ, а ДЕМ реагираше кај Министерството за животна средина, каде што таму има натрупано луѓе, точно партиски војници, или по некои привилегии, врски и така натаму, што зимат големи средства, а гледате во Македонија, посебно во Скопје, каде што е концентрацијата поголема, гледате каква е состојбата со загадувањето. И сега ќе кажеме на работа, можда вие како новинари ја знаете, можда не. Јас сум 67 години со заштитата. Во своје време постоеше ОХИС како хемиска индустрија најфреквентна, најјака во Македонија, која увезуваше пестициди. Скопјани, знам дали знаат или не, али сигурно од Јорго Чука и оние што ги осудија за таквите дејствија нечовечки, треба да се продолжи со таквото барање на одговорност. Сега Скопјани, голем дел од нив знаат, голем не, чат пат излезе на вестите, чат пат во новини, чат пат на Фейсбук, излегува најголемата опасност, никој не ја пипка веќе од осамостојувањето, а тоа е, имаме не знам колку илјади тони линдан, кој е во буриња, тоа е права нуклеарка, кој се наоѓа малтене во Скопје, охи знаеме каде е. Ако се случи, не кочани, не овие се запалила дризла и така. Линдано, дали знаете што е? Тоа е прва група, најотровен препарат на земјината тока. И е забранет со примена. Некои шефови во тоа време го имат набавено не знам колку илјади тони, не можат да го пласират, требаше до сега да го анулират
има методики, една холандска компанија се беше прифатила. Сега во Скопје, во Охис, во дворот, баш пред 2-3 дена имаше во вестник, вика линданот почна да тече, некои од бурињата изгледа Да, пукнале, со тек на и време вика се го оштетени. гледаме како дека тече и по површината. Тоа значи дека е отровен и доколку излезе од садот во кој што се чини. Контаминирано е се. Тоа треба првата задача на луѓе што ја водат државата. Треба да видат дај да го решиме проблемот кој може да предизвика од милион макаки. Тоа сето тамо може да експлодира и тој отров се Пази, за следните неколку години тамо не може да живее ништо, ни човек, ни живот, ни ништо. Тоа е жив линдан. Линдан е еден од препаратите кој беше најопасен инсектицид за сите штетници, земјишни и така натаму. И сега, јас, бидејќи тогаш имав контакти со тие водечи луѓе, после Јорго Чука, Кобајаги, секоја власт кога дојде, кој ќе се каже, изволте, имате голем проблем со линданот. Тој проблем конвертирајте го за другата власт која ќе дојде. И 30 години е така. И 30 години тој линдан стои, а конзервирање у овие буриња, тие еден ден мора да прореагират. И таму ќе стане голема катастрофа. Тоа ќе го слушнете покасно, доколку се гледа негде таа емисија и некој превземе мерка за да се линданот анулира, реков се прифати една холандска компанија да го анулират, да го тргнат и да не биде потенцијален уништувач на људството. На здравје почва. На здравјето, почвата и општо на средината која не обкружува. Тоа е само една работа, а во Скопје таа концентрација на луѓе што е, тој сегашен трагичен момент за младите деца, пазите, за во бронхите што зборат овие согоревањата, тоа е се вистинска ситуација. И кој е крајниот епилог, да не ја претвориме нашата емисија во еколошка? Крајниот епилог од осамостојување. До осамостојувањето имаше строени комисии и министерства кои се грижеа за животната средина. Тоа одговорно тврдам. Од осамостојувањето на ваму, дупло или тродупло се зголемени и по националност и по се министерствата, сега е Неджипи, министер за екологија, ве молам. Па таму мора да биде компетентен човек што ја знае екологијата, што е студирал екологија и што ќе знае еколошките проблеми да ги едностави, да ги реша. Не прием по криењето под тепих на еколошките проблеми експлодираат и прават големи катастрофи. Сега се случува да ние во догледно време сега, пади сега, политичката борба се претвара во борбата на луѓето за здравје. И сега, јас сум возрастен човек, дете излегува, дајте ми да дишам чист воздух. Кој му го зел тоа право? Загадувачите. Кој е загадувачот? Ниската еколошка култура на граѓанинот. И нефункционирањето и неспроведувањето на законите, апсолутно. Неспроведување на законите. Немање казна мерка. Јас знам, во свое време, кога дојде од Швајцарија некој, вика, изгорееме, вика, 20 франака. Зашо? Цигарот го фрлил на улица. Тоа беше пред известно време. Сега, градовите, оди во Швајцарија, да најдеш такво нешто, такво буниште. По нашите улици, сега имат некоја акција, изгледа, која доаѓа према вас, дале некои луѓе со српови, ја коса тревата, бидејќи влезена веќе некој пат. И собрале веќе врејки големи со пластична амбалажа. Кој како нашол фрла. Тоа е израз на ниска еколошка свест на поединецот. И јас кога зборам дека ако сакаме здрава држава, ако сакаме чиста држава, секој да тргне од себе секој треба и да даде околината која го свој обкружува, како
својот простор да биде чист, а не мојот простор, мојот двор ќе е чист, ама јас моето ѓубре ќе го фрлам во реката. Така. А од реката ќе ја загадува целата Така, ќе територија. продолжиме во наредна емисија со агроеколошката свест и се она што се случува, а тука предлагам да го погледнеме прилогот кој говори за новини од фитофармацијата. Со прилозите кои ги даваме во контекст на самата состојба на теренот, секогаш се трудиме да ги доловиме оние вистини кои се случуваат на теренот и што земјоделските производители треба да превземаат во одредени моменти. Кога се наоѓаме во еден навистина пеколен период, не случајно пак се враќаме на оние импулси од теренот, каде што високите температури го зголемуваат транспирациониот коефициент, го пореметуваат физиолошкиот дел на растението и тука имаме евидентни штети во сите одгледувани култури. Ние денес пак ќе кажеме за во овој период, кога имаме ненормално високи температури, кога растението е на искушение, а сме во период на плодообразување кај одредени култури, како што е виновата лоза, крушката, јаболката и така натаму, улогата на калциумот, магнезиумот и калиумот во овој период е и текако значајна за добивање на квалитетен производ со добра конзистенција на месото, од една страна, од друга страна за нормалните физиолошки функции на растението, што е значајна работа за овој период. Бидејќи влеговме во јули месец и почетокот сме на диференцирање на родните папки за наредната година кај овошните и лозовите насади. Сме во период кога имаме нагло растење на плодовите. Значи, зголемени фотосинтетски активности и така натаму. А тука, како регулатор, комплексот од калциумот, магнезиумот и калиумот и како позитивно делува и е компатибилен со нормалната заштита на растенијата. Ние ќе го дадеме оној значај на овие три клучни и важни елементи во овој период на развојот на растенијето. Значи, улогата на калциумот во растенијето, улогата на магнезиумот, улогата на калиумот. А ќе го дадеме и нивното значење во почвата, што и како обусловува нормална функција на хранителниот режим на растенијето. Што и која улога одигрува примерата на калциумот во фолиарниот третман? Оние кои добро ја познаваат физиологијата на растенијата, оние стручњаци кои добро знаат функцијата на секој од елементите, за калциумот секогаш потенцираат дека во овој период на образување на здрав квалитетен ластер за наредната година, кој треба да созрее, кој треба да биде конструктивен, бидејќи калциумот учествува во самата конструктивност, во самата градба на самиот ластер. Улогата на калциумот во гроздот. Тоа е важна работа да гроздот, сега кога е во фаза на пораст,
концентрацијата на киселините се зголемува и улогата на калциумот е итекако значајна во тој физиолошки дел. И третото, оние пупки кои сега се образуваат, значи почнува диференцијација на пупки за наредната година, калциумот одигрува клучна улога кај сите растителни видови на повеќе годишните култури. И, што е најважно, кога одиме со комбинација, фунгицидна комбинација за заштита, калциумот е компатибилен во тие комбинации и делува итекако позитивно, рефлексно да кажам, на тие ненормални високи температури. Таквата улога не е за занемарување, бидејќи при користење на калциумот, скоро во секое третирање, може да има само корист, бидејќи растението има еден фантастичен изглед, развој, енергичност, отпорност и листот е значаен каде што калциумот со фолиарното третирање и негово абсорбирање влегува во метаболизмот на растението и тука имаме навистина енергичен насад. Тоа нешто го имаме на лице место на самиот терен и затоа не случајно го збориме тоа, бидејќи од интерес за секој земјоделски производител да ја свати вистината. Магнезиумот, покрај калциумот, значаен елемент, каде што од тие светски проучувања потврдено е дека дво или трократно ги зголемува фотосинтетските активности на растението. Што тоа значи? Со фолиарен третман магнезиумот влегува во тој чин на хлорофилната асимилација, во самата, еве тука имаме пресек на листот, тоа е листот, пресек негов, значи, од епидермалниот слој, палисарното ткиво, сунгерастото и стомените отвори. Тука со приемот на магнезиумот имаме една стегнатост, една функционалност и една дво- или трократна поголема активност на листот, кој нешто се манифестира по неговата права зелена боја, по неговата големина, по неговата енергичност и зголемен транспирационен чин на прием или на трансформација на храната. Бидејќи таа хлорофилна асимилација се одвива точно во листот, кој од непристапна во пристапна ја трансформира храната, која оди кон вегетативната маса горе, растението така расте гроздот, така растат зрната и тука имаме една голема корист од улогата на магнезиумот во и неговата примена во производниот процес во периодот токму како што сме сега. И нормално со таквата зголемена фотосинтетска активност ние имаме зголемен принос и квалитет, што е најважно, на зрното од грозд, кај јаболката, кај другите култури, градинарските култури исто така. Калциумот и магнезиумот даваат фантастични резултати. Некои производители велат: професоре, пиперката ми е толку убава, голема, а тој во комбинациите добива калциум и магнезиум, каде што точно таа функција ја одигрува во тој производен процес. За калиумот. Калиумот е не помалку значаен, посебно во оние последни фенофази од развојот на растението, кога е период на зрење,
до формување на плодот од било која култура, таа го дава оној шмек, оној најважен дел за органолептичкиот изглед на секоја одгледувана култура. Значи, квалитативниот аспект е многократно подобрен, посебно од калиум хуматот или фулвокиселините применети во овој период на предзрење, образување на зрење, добивање на бојата, оние сите пигментарни делови, доматот да добие права црвена боја, со последните третирања со калиумот се постигнува фантастична работа, а не шаренила по плодовите кои се и неподобни за пазарот. Значи, со еден збор, со примената на овие три елементи, со фолиарно третирање, ние го постигаме оној органолептички дел, надземен дел, би рекол, во кај растенијата во овој процес на сегашна функција на одгледувањето на тие култури. Сега ќе кажеме збор два за она невидливо, а не помалку значајно, што се одвива во почвата. Калциумот со примената на режимот на исхрана. Нормално, неопходно е тука анализата на почвата, да се утврди кое е присуството на азотот, фосфорот, калиумот и другите елементи, вклучувајќи го и калциумот, и магнезиумот, и калиум. Значи, со еден збор, во почвата инкорпориран калциумот. Тој, навистина, кај многу производители, дел од производители сигурно и не го знаат, кај оние кисели почви или почви со pH 9 и така натаму. Калциумот аплициран во почвата. Тој успева да ја неутрализира почвата, да pH вредноста ја на еден начин доведе во тие нормални граници и тогаш ние имаме навистина фантастичен резултат, бидејќи растението при таква pH вредност има и најдобра функција, самиот корен. Доколку е кисела реакцијата, имаме симптоматики на недоволна осмоза, недоволно хранење, недоволни активности или антагонистички однос меѓу одредени елементи. А калциумот со неговата примена во почвата, но не произволно, туку со анализа на почвата, секогаш дава фантастични резултати. И да подсетиме некои производители доаѓаат, вика, имам одредени пригори на нивата, каде што побелува нивата, гледам како да има сол, како да има било што. На таквите производители се зима почвена проба, се утврдува вредноста и врз основа на резултатите се дава во случајот најчесто калциум во повеќе форми и тука за краток временски период доаѓа до нормализација на таквото место. Но со дисциплиниран, стручен пристап, а тоа нешто производителот секогаш го прави, бидејќи се работи за него, неговата површина, неговата култура од која тој очекува одреден профит. Затоа калциумот и неговата примена во почвата си има едно посебно значење, бидејќи тој исто учествува во структурниот дел на почвата, врзувајќи, подобрувајќи структурата со оние други елементи, она решетка и нормално применет во почвата тој со хумусните материи, со другите творби, фактички обусловува една
една добра клима, би рекол, или добар амбиент на позитивната микрофлора во почвата. А тоа не е мала работа, бидејќи навистина калциумот како елемент ги има тие предиспозиции. Магнезиумот, исто така, и калиумот, применети во почвата, пак ќе кажам врз основна анализа, тие ите како врзувајќи се во тој структурен дел, во режимот на исхрана, ствараат хармоничен однос во почвата, кореновите влакна ги препознаваат тие како елементи и со тоа абсорбирање тие доаѓаат во горниот дел од растението и со трансформацијата, хлорофилната асимилација, тие доаѓаат во една спојка со онаа фолиарно третирање и хранителниот режим од почвата и тука имаме еден целокупен квалитетен чин за добивање на еден квалитетен принос. Со еден збор сакаме да укажеме дека сега во овој период, при пеколните периоди, примената на овие компоненти бидејќи се компатибилни во режимот на исхрана преку системот капка по капка и со во фолиарното третирање, ние имаме секогаш добри резултати, кое нешто производителите веќе го имаат препознаено и ние тоа го повторуваме не случајно, бидејќи со таквата примена имаме и една амортизација во таквото време кое го имаме со многу високи температури. И што е исто така важно? Со нивната примена, важното нешто е за секој земјоделски производител да има 2, 3 или 4 третмана. Тоа воопшто не е економски оптеретливо, ако се примени стручно, како што треба и колку што треба, и крајниот епилог е за мене најважен, со примената на овие додатоци во редовната заштита на растенијата, во редовната исхрана, може само да се очекуваат фантастични резултати од нивната примена. Тоа не го збориме случајно, не го збориме произволно, не го збориме од некој кабинет, го збориме од лабораторија, каде што веќе неколку години со нивната примена ги гледаме резултатите во лозарството, во овощарството и во градинарството. А последните 2 години и во цвеќарството, каде што се добива енергичен цвет и отпорен на тие фрапантно високи температури кои ги имаме во овој период. Како заклучок морам да кажам дека примерата на калциумот, магнезиумот и калиумот по стручен принцип, со консултација со стручно лице, може производителот само да очекува добри резултати, добар принос, квалитетен принос, од кое нешто тој и неговата фамилија ќе имаат задоволство. Го погледнавме видеоприлогот, професоре, што ќе порачаме за крај во емисијата. Јас во тие научни, да ги кажам, кратки прилози што ги правам во лабораторија, констатирам дека исхраната на растението е основата за добар принос, квалитетен принос. И примената на одредени макро или микроелементи, како што е во случајот сега што со калциумот, магнезиумот и калиумот, како 3 клучни моменти, во лабораториски услови видовме дека тие се клучни во обстојба на добивање на квалитетно производство. Но, тука, тоа што пред малку зборавме дека недостасува
грижата на совест на институцијата и која води институцијата. Она треба да биде загрижена да тај земјоделски производител, оние ѓубрива кои фалат да ги фрли со тие елементи кои недостасуваат во почвата. Тоа е квалитетна спојка на корисното и доброто. Корисното е се набавуваат одредени количини што се потребни, се ги утврдува лабораторијата со анализата, а второ е економскиот добит на производителот фрла толку колку што треба, не 2 пати повеќе, за да ја токсифицира почвата. И тука се ствара една целосна компактност во државата. Но институциите, скоро сите, во тој момент сега, ниту една не го оправдува постоењето, од буџетот се црпат средства, а тие имате една тампон зона меѓу производството. Значи, институтот постои на производството да му помогне во таа анализа, да не се фрли повеќе ѓубре или други институции што ги има. И сега, наместо тоа, се случува да производителот произведува стихијски, процентот на смртност се зголемува, отровните творби, резидуите остануваат, а дел од тие институции, демека контроли што вршат, велат, ние имаме безбедна храна. Доктор Вучков е со своја возраст, со највисокиот степен, одговорно ќе кажам дека производителот произведува стихијски и не е ни прашан што да произведува, за кого да произведува, по која цена да произведува и што да примени. Таа е вистината во нашиот аграр кој е целосно запоставен од самото осамостојување, каде што повеќе политиканство имаме, отколку да имаме вистинско искористување на плодните површини, суштинско искористување на институциите во склоп на добивање на производството. Институтот за лозарство сега треба да биде најфункционален овде при бербата и грозјето. Институтот треба да стане да каже да, на земјоделскиот производител ќе му се даде тоа и тоа. Цената е таа и таа. Толку се шеќерните единици тоа. Одете, проверете во Институтот за лозарство дали има врска со еден лозар или има некое шаблонско високо поврзување, демек представник од институтот, представник од лозарите, ќе земат некој човек што ништо не разбира и тие донесуваат одлуки во името на сите земјоделци. И тука веќе ние немаме никаков успех. Камо среќа да тие профункционират екипа од почетокот на откупот до крајот, од институтот луѓе шеќерните единици да не ги лажат земјоделците, винарските визби. Приликом исхраната. Тој очина да зема 10 брейки ѓубре. Дојди ваму, анализа ќе имаш бесплатна од Министерството, од државата. Ти, наместо 10 ќе фрлеш 2 брейки ѓубре, али тоа што фали. И ќе го инкорпорираш на тој начин. А не го фрлил горе, пуштил вода и ѓубрето оди во реката, фрли ѓубре, фрлив. Како го фрли? Така. Значи нема ефектива од применето. Трошоците кои што се тие работи се детали, што јас секојдневно ги доживувам, и не само кај лозарите, кај градинарите, ако ви кажам што се случува, но тоа за друга прилика. Така, благодарам, професор. Благодарам вам. Почитувани, ви благодарам и вам за времето и вниманието. Имајте пријатни мигови.